Време е за нашата утринска тема и оно што го најавивме, знаете дека во месец ноември веќе на повеќе теми го одбележуваме токму ноември или моември, месецот посветен на машкото здравје. Па и во контекст на тоа денеска и дополнително како нели дел од овој месец сите тие активности кои што постојат, но истовремено и она кое што сакаме да го соопштиме, да информираме, па и да најавиме во однос на работата на Центарот за поддршка и советување на мажи. А нашата тема е или прашање кога зборуваме како што е тоа кое што најчесто сакаат да го прашаат момчињата, младите момчиња, па и мажите, колку се отворени на овие прашања, кои се советите кои што може да ги добијат, зошто е потребно да има еден таков темелен разговор од стручни лица, сето тоа ќе го позборуваме денеска во нашата утринска тема со нашите гости. Така, Весна Матевска, психолог, Виктор Бучковски, менаџер на ММ Центар. Не ви е непознат теренот на Тилма. Само знам дека е предизвик секој пат станувањето за многумина, ма убава е темата и можеме да честитаме тоа зад камери откривте дека во речиси оваа половина година од основањето и создавањето на овој корпус од луѓе и центарот на ММ кој што го имаме во Скопје, имате добри резултати и има интерес што баш ме радува и вистина ако И тоа е целта всушност. И тоа е целта и ако вистина направиме некаква обиколка тука регионално можеби и така натаму е вистина единствено таков карактер што и неопходен. Факт е дека е неопходно заради тоа што треба свесноста малку повеќе да да биде на едно повисоко ниво, кога зборуваме за отвореноста, за машкото здравје, за сите оние прашања и дилеми со кои што се соочуваат како младите момчиња, па така и мажите. Секогаш треба да имаме лица од доверба или барем така да се чувствуваме, без разлика дали станува збор за мажи или жени. Барем да го чувствуваме како прибежиште на крајот од денот. За да може да ги добиеме одговорите, па јас верувам дека повеќе од половина година како работи центарот, дека веќе се може да се пофалите со една бројка која што е за нашите простори можеби е позитивна. А како кажавте, немавте очекувања, ама на крај испада дека е сосема спротивното до нешто можеби сте го замислиле. Не знам дали бевте со скептицизам некако кога се отвараше ММ Центарот, дали со оглед на тоа дека сепак сме општество во кое што нели се уште некако сме кротки, интроспективни, да, меѓутоа тешко знаеме да ги ослободиме нашите чувства и она како велите, разговорот ослободува, сподели. Јас секој пат велам дека 20 години сум на во оваа атмосфера и мене секој пат телевизијата и ова студио и сум плачел и сум се смеел, зборам како нели представник маж, нели сум го чувствувал како психолог ова студио и со вас. Меѓутоа не секој има можеби ти храброст да сподели туку лесно можеби своја емоција и можеби тие работи беа стигматизирани дека момците мора да се маженствени, нели не смеат да ги слободат своите чувства, да плачат и така натаму. Што во овие како што кажа Ивана повеќе од половина година ви докажа ММ Центар за мажите во Македонија? Сакаш јас да почнам ти како да ви доаѓа буквално како кафе разговор сме ги поканиле. Јас се смеем со Весна уште пред да се вработам, викам Весна јас го работев ова како и да е сега само сум платен за истата работа, мислам ги терав другарите и оние што ги познам да одат на психолог. ММ Центарот почна да речеме пред 6 месеци да работи и да, Весна може имаше помали очекувања, ја бев сигурен и бев убеден особено за нашата генерација, бидејќи ја имам 25 години, се неколку години пред мене, неколку години после мене, мислам дека тука веќе може да се каже дека свеста е успешно подигната, дека ние сме веќе свесни и дека може следниот чекор за кој што ќе треба да размислуваме е достапност. И заради тоа е важна улогата на ММ Центарот и како ќе се развива во периодот што следи. Ние сме тим, сам јас како координатор и четворица психолози кои што ги покриваме вторник, среда, четврток и петок како денови. Ние во еден ден имаме по 5 сесии. Ако се земе предвид тоа неделно, значи дека имаме 20 сесии неделно на месечно ниво. Значи ви имате еден собствен мој термин што се вели Да, буквално, значи тоа се 80 сесии, тоа се не се 80 клиенти, бидејќи се менува, значи некој му треба повеќе доаѓа секоја недела, некој преку 2 недели, но тоа е сепак многу добра бројка. И она што би сакал да го кажам е дека клиентите кои што доаѓаат почнуваат, значи имаме дечиња од 15, 16, мислам тоа се не се дечиња, тоа се тинејџери, но интересно е дека завршуваат до 40 години. И таа една генерација од 40 после дори следниот е со 67, веќе пензионер, значи од 40 до 60 тие мажи веројатно никогаш нема да се подигне свеста и дека не треба и да се посветуваме или пак да бидеме загрижени дека не се подигнува свеста, бидејќи веќе кај новите генерации се работи активно и сметам дека оние бројки што ги имавме на почеток од годината каде што беа 60% од младите се чувствуваат анксиозно или депресивни, дека може
ќе бидат намалени или ако не бидат намалени, барем голем дел од тие млади веќе работат на подобрување на своето Ќе ги ослободат своите емоции. Да. Кога велиш за овие генерации различни, нели, од баш од најмала па се до највозрасна, ме интересира разликата и кои се темите кои што најчесто знаат, се јавуваат, закажуваат термин во ИММ центарот мажите и велат имам проблем со ова екзистенцијално мое прашање. Да. Најлесно ми е да зборам за мојата генерација. Значи ние сме сега во фаза на барање. Бараме работа, бараме место за живење, бараме девојка, тука се проблемите на партнерка или партнер. А која генерација беше, Виктор, ти? Јас сум 99-та. Така да ние сме во една фаза на барање и сега во фазата на барање се соочуваме со многу проблеми. Тука и тешкотиите на секојдневието и веројатно тој притисок не секогаш е издржив или не секогаш успешна е таа наша потрага и се соочуваме со различни видови на проблеми. И улогата на психологот тука е многу битна, бидејќи не една објективна обсервација на самите нас, и не опушта низ процесот на созревање, би го нарекол. Јасно. И дополнително на самодоверба или она кое што Да, е... и запознавање на себе, знаете, тоа е. Да. Не може секој да се каже доаѓаат само за една работа, бидејќи ти може ќе дојдеш за една работа, но ни самиот процес дознаваш и многу други работи. А кога сме кај највозрастни, да речеме, клиент, Тука чисто да ги поврзаме гледачите. мислам дека е потреба од разговор, знаете. Потреба од разговор. Да. Осаменоста може би Да, некој пат. осаменоста секако влијае како фактор. Тоа се случува и кај нас, се повеќе и повеќе се иселуваат младите. Знаете, секое друштво има жртва, или ја кажам, дека некој се иселија. Се осаменоста и индивидуализмот се широко распространети и кај нас и веројатно колку повеќе се зголемува индивидуализмот, тоа ќе ја зголемува во иднина. А и деликатна возраст е бидејќи во тој период за жал најчесто можеби ги имаме родителите кои што се папоч на врв, се и нашето главно прибежиште во животот, столбовите, па и ги немаме голем дел од пријателите кои што за жал нели поради состојби секакви животни приказни заминуваат, па што велиш е потребна разговор. Од друга страна, оно кој што ги интересира младите или овие млади генерации, овие повозрастните веќе го поминале тоа со текот на животот и искуството си го прави своето. Па од тука и немаат потреба од нели такви советувања, но затоа имаат потреба од друштво и добар разговор, што некогаш пак знае добро да влијае на психофизичкото здравје. Кога сме кај психофизичкото здравје, особено за мажите, Весна, вие како психолог кој што имате свои методи, начини, техники и одреден пристап кој би требал да резултира со доверба и опуштеност и отвореност кај оние кои доаѓаат да подзборуваат, што е она кое што најчесто го забележувате ако зборуваме за некоја блокада, можеби некоја затвореност, нешто што повеќе на кој што треба да се работи за да се допре до суштината или предизвикот со кој што се соочуваат. Ќе се вратам, некако ми се поврзани во однос на оној што го зборавме на почетокот, скептицизмот, моментот за колку ќе биде посетен ваков тип на центар. Ние се уште сме општество во кое што многу поедноставно е да кажеш дека не треба да плачеш за тоа што си машко. Новите генерации тоа постепено го надминуваат и она што е гапот од, односно периодот од 40 до 67 години кај нас еве како клиенти што се јавуваат помалку, некако е врзан со тоа. Многу повеќе во овој период на оваа возрастна група потребно е да се даде дозвола да се зборува за емоциите. Ние како генерација, мојата генерација, сме биле повеќе учени, социализирани дека девојките, девојчињата е во ред да разговараат, во ред да споделат емоции. Но не и момчиња, не и мажи. Момчињата најчесто се тие кои што треба да бидат храбри, кои што треба да бидат да го задржат тоа во себе. Не имаат носечката улога во семејството. улога и меѓу другото не било така лесно дозволено и допуштено да ги покажат своите емоции да разговараат. И што се случува на тој начин на воспитување и одгледување, ние сме дошле во период во кој што всушност сме пратиле порака дека емоциите не се посакувани, разговорот не е толку неопходен, па дури е пожелно да не се зборува за одредени теми, за да бидеш маж, да бидеш силен. И доаѓаме во период во кој што всушност на некој начин не знаеме како да искомуницираме кога имаме одреден предизвик. Довербата е прва која што треба да се направи кога ќе се дојде на советување со психолог. Меѓу другото, техники кои што се учат и кои што се препорачливи во периодот на работа е да научиме како соодветно да комуницираме. Како одредени емоции кои што можеби не ги знаеме, не ги препознаваме, да ги препознаеме кај нас, да знаеме соодветно да ги именуваме, соодветно да ги изразиме, заради тоа што многу често
се јавуваат проблеми кои што се последица на несоодветно комуницирање на самите емоции, несоодветно комуницирање на проблемите. Што може да се случи како последица на потиснување на емоциите, непрепознавање на истите и некомуницирање за емоциите? Она кое што всушност го сведочиме, ако ги гледаме статистиките, ќе видиме дека многу почесто одредени психосоматски заболувања, велиме мажите имаат пократок век на живење. Потиснувањето на емоциите, ставањето под тепих, мора да излезе некаде. Да. Психосоматиката ќе се јави со срцев удар, со мозочен удар, ќе се јави со одредени Мал милион автоимуни заболувања или што се заболувања. денес во лепезата на медицински состојби? Ќе видиме дека органски, ако направиме испитувања, нема ништо, проблемот е психолошки, треба да се работи психолошки. Од друга страна, негирањето на одредена потреба и предизвик здравствен кој што го има кај момчињата и кај мажите, многу почесто подоцна се детектира. Зошто? Затоа што нели треба да бидеш храбар, не треба да покажуваш болка, не треба да покажуваш дека имаш проблем и подоцна ќе отидеш на лекар. Превентивните прегледи многу почесто ги прават девојките и жените. Така што пропуштањето на тој период на навремено дијагностицирање може да доведе и до ненавремено започнување со одредени третмани кои што може да значат некогаш и животоспасувачка состојба. Комплексна состојбата, бидејќи ве да речеме за клиент кој што е 6 годишен, се инхибирал во животот да ја покаже својата емоција во соодветни состојби каде што требало да ја покаже, а што велите вие секој пат ставената нели таа стигма дека не сме мажот никако да ги покаже емоциите. Тој до денеска се случува и покрај тоа што можеби е транспарентно, многу мобилно се веќе некако алтруизмот струи околу нас поради нели таа да речеме дигитална ера во која што пак еве Виктор ти и твојата генерација и мислам дека вие сте можеби мостот емотивен помеѓу таа можеби генерација и ова нова, така што соодветно е што можеби ти си дел и од овој корпус на луѓе. Меѓутоа најшто сега да прашам. Пример за и пример. Околината или како вели друштвото, другарите. Дали ти се случило искрено, бидејќи не можеш да останеш рамнодушен кога некој плаче или нели се смее, да не му изреагираш соодветно и да ја покажеш истата емоција. Кога клиент ти се отвора да му дадеш солза и ти за да може да се поврзе повеќе со тебе. Сега не мора да стигнеме до моментот на солза, но самата работа е многу предизвикувачка, бидејќи се среќаваш со многу различни судбини, знаеш, и кога некогаш едноставно неизбежно е да станеш емотивен ти во процесот, бидејќи има некои луѓе кои што доаѓаат, кои што се во крајна болка, во крајна нужда и кои имаат сериозна потреба од помош, кои што веројатно може ни психологот не е солуцијата за нив, ама самото место бидување таму човекот кога е тука за друг човек едноставно значи нешто и знаете се тоа се екстремни ситуации според мене, да речеме да дојде некој и да се расплаче и да имаме таков момент, но не викам дека не се случува и секако дека тука не може да не си емпатичен спрема другата личност. Мислам според мене е нечовечки во случај да не одговориш соодветно. Има аха моменти постојано кога така се ослободуваат и создаваат некоја нова перцепција и слика и излегуваат со прегратките вели ова би требаше. Има интересни моменти, мислам, кај оние клиенти што доаѓаат веќе подолго време, значи ако надминал период од 2 до 3 месеци веќе се гледа разликата или Виктор види ова, например имавме еден клиент сега беше тоа пината нела девојка си фати па ни част чоколада ни купи и се ни дава на мене. Да, и се смееме, интересно е, мислам го гледам процесот како и него му се подобрува животот и стварно е тоа сладко кога гледаш дека вистински тоа што го правиш има влијание и тоа влијание подобрува нечив живот и баш многу е пријатно, бидејќи многу често кога правиме работи не го гледаме главниот продукт, односно крајниот продукт од нашата работа и мислам дека стварно тоа е позитивната страна на целата работа. Да, убаво кога ќе се види резултатот и на самиот оној кој што нели како клиент, како човек кој што доаѓа за поддршка и за советување, кога ќе го почувствува тоа на своја кожа, тоа е доказ дека го направил вистинскиот избор и е пример или потек за оние кои што можеби се двоумат и не се толку подготвени за тоа да го направат. Кога зборуваме за она што е и прашање како тема поставено, на што најчесто се жалат младите момчиња и мажите кај нас, ако можеме да така кажеме да го дефинираме нештото. Во кратки црти веројатно секој индивидуално, но можеме да извлечеме некој како хирург на умот во случајот секоја животна фаза има своји предизвици. Виктор ги спомнал некои што се актуелни кај помладата генерација. Кога станува збор за повозрасна генерација, се соочуваме со предизвици. Како да се даде поддршка на детето во процесот на образованието. Нели и родителите, кога зборуваме за родители, мајките многу почесто имале пристап до
услуги за советување, многу почесто сме работеле со жени и со девојчиња, па споделувале и работеле и на своите родителски вештини. Имаме генерација на татковци кои што се посветени, кои што исто така важно е дека се вклучени во родителството и во одреден период од растот и развојот на децата, секогаш имаат потреба и да се посоветуваат како да дадат соодветна поддршка за предизвиците кои што ги имаат децата. Од друга страна, и тие како партнери, сопрузи, може да дојдат во ситуација каде што имаат своји предизвици, како да го надминат проблемот со својата партнерка, со својата сопруга. На некој начин разговорите со овие генерации, кои што се во оваа животна фаза, значи превенција од понатамошно ескалирање и доведување во ситуации на насилство, семејно насилство, така што овој центар, освен што работи на делот на превенција и поддршка на младите во делот на менталното здравје, ги има лепезата на услуги и советувањата кои што ги нуди во делот на превенција од семејно насилство, затоа што самите разговори, самите начини на комуникација кои што се учат и кои што помагаат да се надминат кризите кои што се јавуваат во одредено семејство, значат намалување на можноста за појавување на семејното насилство. Што е она друго кое што како потреба може да се јави? Современите мажи исто така се соочуваат со период во кој што може да изгубат работа, им треба поддршка во делот на како да го искомуницираат тоа. Значи сега во денешното општество машката и женската улога исто така се променети. Да научиме како соодветно да ги играме и живееме тие улоги, како соодветно да комуницираме во периодот кога ќе изгубиме работата, кога не треба поддршка да најдеме нова работа. Тоа се исто така актуелни теми кои што се дискутираат и се јавуваат како потреба од разговор, затоа што треба да прифатиме дека мажите се поинаку треба да функционираат во ова општество. Сите предизвици кои што се човечки, сите потреби кои што ги имаме се и за момците, и за девојките, и за мажите, и за жените. Така што во таа насока, значи и овие разговори, како што кажавте, зависат се индивидуални од човек до човек, меѓутоа најчесто се поврзани и со самите животни фази со кои што луѓето се соочуваат. Ако појдеме на сајтот и одиме на некакви податоци кои што знаете да ги споделувате, вели истражувањето на Реактор кажува дека мажите се најголем дел од жртвите на насилни злосторство, како што се тешки напади, за жал и убиствата кои што ги вршат други мажи. Понатаму вели мажите имаат поголем изгледи за самоубиство. Според истото истражување, младите момчиња и мажи кои што се соочуваат со анксиозност и депресија чувствуваат страв за споделување на тоа што го мислат или чувствуваат, односно сметаат дека доколку ги споделат проблемите кои им го отежнуваат, можеби секојдневието, тоа би ги направило во очите другите слаби мажи. Инаку, велите дека постојано сте со психотерапевти практично или од понеделник до петок, работат по модел на австриско здружение на машки родови и прашања Стирија од град Австрија. Да го појасниме, тоа е посебен метод на пристап или сосема случајно, затоа што ваков тип на центри, ако проверите каде работат превенција, ние сме го учеле како тоа се работи, согласно, значи, овие критериуми, здруженијето кој што работи на овие прашања во Австрија. Меѓутоа, психотерапијата и добро да се пофалиме. Ја сега да кажам дека подобро го работиме, да моделот изгледот првичен, да идејата е од таму, но начинот на кој што работиме ние сега мислам дека и они би не позавиделе, така да сега пат кога ќе дојдат на гости ќе видиме како. Имате веќе визибилити студија. Да. Генерално, значи, она кој што се гледа како пракса и функционирање на ваков тип на центри, ние сме го виделе таму и од таму сме учеле. Но прилагодувањето е секогаш она кое што е клучно, зависно од нашето поднебје, така што најважното нешто за крај. Не гледаат сега луѓе во овој момент во име на месец на нашето здравје, не дека само ова ќе го отвориме нели како тема во овој период, меѓутоа во кој период може да се обратат, кога да најават, анонимно, како идат транспарентни овие сесии, тоа е најважно. Значи да, може да биде анонимно и не мора, може да биде со физичко присуство и онлайн. Ние сме достапни вторник, среда, четврток и петок од 10 до 6 на лице место, односно на Владински центар Сакам да знам, кој се наоѓа на улица Елисија Поповски Марко 2, а телефонски може да не добиете на 070 299 026.
и да кажеме дека е бесплатно. со време. Бесплатно, да, Ослободување на најбитно. емоциите, вие сте на располагање постојано. Ви благодариме многу за гостувањето и Хвала за на вас. овие информации кои што ги дадовме во месец ноември посветен на машкото здравје, иако како велиме, иако пустат вакви месеци посветени на машко и на женско здравје, 365 дена во годината треба да се грижиме за своето здравје, а секогаш кога ни треба отворен разговор, тоа искрено да го побараме.